Креирањето на политики и превземањето на конкретни чекори во унапредувањето на детската заштита за нас како влада и како министерство се од особено значење. Кампањата "Подај рака, промени живот, стани згрижувач", која започна на почетокот на месец јуни, има за цел подигање на свеста за значењето на згрижувачките семејства и нивната улога во општеството. Кампањата е во организација на СОС Детско село, а во соработка со Министерството за труд и социјална политика, Заводот за социјални дејности, Центрите за поддршка на згрижувачки семејства, Центрите за социјална работа и локалната власт. Вклученоста на сите релевантни институции ја дава тежината на промовирањето на згрижувачкото семејство како мощна значајна форма на грижа за децата, кои за жал од различни причини не растат во биолошките семејства. Во последните неколку години во Република Северна Македонија интензивно се работи на развивање на формата сместување во згрижувачко семејство како вон институционална форма. Согласно реформите на системот за социјална заштита во делот на поддршката на згрижувачките семејства, како нова форма за прв пат е предвиден Центар за поддршка на згрижувачки семејства кој треба да врши промоција на услугата згрижување во семејството, подготовка, проценка и обука на идни згрижувачи, како и да ги следи и дава поддршка на постојните згрижувачки семејства. СОС Детско село, кој е наш долгодишен партнер во грижата за децата без родители и родителска грижа, сосема е природно да се вклучи во овој процес преку воспоставување на Центар за поддршка на згрижувачки семејства во рамките на установата. Центарот за поддршка на згрижувачки семејства во СОС Детско село е трет ваков центар во државата, заедно со Центарот за поддршка на згрижувачки семејства во Детскиот дом 11 октомври и во Домот за доенчиња и мали деца во Битола. Во моментот во државата има 350 згрижувачки семејства во кои се вкупно сместени 600 деца корисници. Кампањите се еден од најефикасните начини да се допре до сите чинители во општеството. Во случајот "Подај рака и промени живот, стани згрижувач", ја има за цел да ги информира и поттикне сите потенцијални згрижувачи и да обезбеди топол дом за децата на кои тоа им недостига. Секое дете заслужува топол дом и семејство кое за него се грижи. Затоа ги повикувам сите граѓани кои ги исполнуваат условите за згрижувачко семејство да се пријават и да овозможат војна среќа и за себе, правејќи хуман чин и за дечињата на кои тоа им е потребно. Вечерва сме овде затоа што општина Кавалац се вклучува во активностите на СОС Детско село за надминување на системските недостатоци и поддршка на реформите во системот за заштита на нашите дечиња. СОС Детско село веќе 20 години е посветено на грижата и поддршката на деца и млади луѓе без родителска грижа. За овој на кој е најпотребна ова помош, но и за целото општество кое тежно е да биде похумано и потолерантно. Развојот на социјалните услуги во локалната заедница и нивна достапност до граѓаните е наша заедничка заложба. Јас лично и како градоначалник на општина Кавадац целосно ја поддржувам иницијативата за градење на мрежа за згрижувачки семејства и достапни услуги за локалната заедница за сите. За децата кои останале без соодветна родителска грижа, важно е да продолжат да живеат во познато обкружување, оному од каде потекнуваат, со оние што ќе ги одржуваат трајните врски и поширокото семејство. Општина Кавадац безрезервно ќе се вклучи во идентификувањето на потенцијални згрижувачи кои ќе обезбедат грижа
и заштита за деца и че возможат да одржување на врска, семејството и милната заедница. На овој настан е потенцирана мерата на општината да обезбеди дополнителни бенефиции за сите згрижувачки семејства, односно, како например, летни одмори за згрижување на деца, како и финансиска поддршка дополнителна и че ја стимулираме нивната активност и згрижувачки капацитет во нашата општина. Истовремено, ќе се заложиме да обезбедиме развој на систем на поддршка од други дополнителни социјални услуги кои треба да се резервираат доправа, согласно потребите на нашето население. За крај, се надевам дека содржината на овој настан ќе поттикне многу од вас да размислиме како ние можеме позитивно да влијаеме врз некој како и лично можеме да помогнеме. Очекувам општина Кавалаци да се најде на листава на општините со најмногу згрижувачи на деца без родители.